Верувајте ми, ништо не може да се спореди со слободата што ја носи животот. Во денешното издание на Gentleman Magazine имаме една успешна и многу специфична приказна. Останете со мене и ќе видите за што станува збор. И како што ви најавив, ми смета сонцето, за некои луѓе само небото е граница, така и за мојот денешен гостин во наводници, тоест гостинка Стефанија. Јас да те поздравам вака, машки, затоа што сите викаат, нели, пилотството е машка професија. Дали се сложуваш? Не. Ајде малку околу тоа. Има предрасуди дека е машка професија? Си најдувала ли на такви проблеми во животот? Најдувала, да, на такви проблеми, затоа што се уште ја сметаат како машка професија. Меѓутоа, ако една девојка како мене е способна да го направи тоа нешто, мислам дека не треба да се делат тие стереотипи се уште машка и женска професија. Има и готвачи мажи и готвачки жени, така. Дефинитивно, јас што викам, има джентлмени мажи, има джентлмени жени, джентлменки или како сака, затоа што тоа е нели состојба на умот. Колку постојат жени во светот пилоти? Имаш ли некаква информација? Процентуално не знам, али мислам дека сега се повеќе и повеќе ги еманципираат жените во машките професии. Кај нас во Македонија знам Катерина, она е едина жена пилот професионален која што уште пред не знам колку години работи како професионален пилот во патничка авијација. Јас, Ива, Весна, дословно на една рака може да се наброиме. А општо вака низ Европа, мислам дека има доста жени пилоти кои што се повеќе и повеќе влегуваат во авиацијата и општо ете во тие машки професии. И тоа е за почит. Некога кога ќе се спомне пилот, се ми доаѓа вака да направам, Да. не знам зашто. Да, тоа да се Top поздравиме. И дај Боже да има се повеќе, нели, Да. повеќе жени во таа професија. Кажи ми, како беше кога соопшти дека официјално сакаш да се бавиш со ова? Како сте прифатија дома? Искрено, татко ми беше против да идам, бидејќи доста е тежок и трнлив пат кога ќе навлезеш во авиацијата за да станеш пилот професионален. Меѓутоа, со тек на време, кога завршив факултет, стварно сакав, тоа ми е уште желба од мала. И се решив и дојдов тука на Стенковец, во Аероклуб Скопје и ја започнав мојата прва обука. На почетокот ми беше доста тешко и додека прифатат и дома, бидејќи од финансиска гледна точка е огромен зафат. Меѓутоа, кога желбата е тука, мислам дека прифатија со тек на време како треба. Животот е премногу долг, но од друга страна и премногу краток за да не ги бркаме своите соништа. Исто така, животот знае да биде многу турбулентен, баш како време во денес. Чатпат сонце, чатпат облаци, тоа малце ни прави проблем на камерите, но затоа потоа нас тоа не ни представува никаков проблем. Ти се случило ли да влезеш во јаки турбуленции? Да, ми се случило. И? Па е турбулентно. Турбулентно, да, дефинитивно. Како изгледа тоа? Паника, страв или? Па не е паника, тоа е доволен страв. тренинг да не е? Се е тренинг, секој лет е тренинг, од секој лет може нешто да се научи, секој лет е различен, ни еден лет до сега што сум го имала не ми бил ист. Кога има турбуленција, едноставно нормално врзани сме во авион и само треба да си присутен да пратиш, да го контролираш авионот. Тоа е најбитното нешто. Останатото, не знам, излегуваш од, не знам, полето каде што е турбуленција и нормално во зависност од кој степен на турбуленција. Ние не ни можеме со мали авиони да влегуваме во не знам какви турбуленции, бидејќи опасно е. А кажи ми колку беше турбулентен периодот кога од твојот факултет, кој што ми спомна дека е машински, премина на ова? Многу. Многу турбулентен. Од кој степен беше турбуленцијата? Па од степен на летови, од степен на обука, степен на сите тие материјали кои што мораше да ги совладам за да стигнам до оваа завршна фаза која што конечно ја завршив. Така да имав доста и подеми, и падови, губење на мотивација, па повторно добивање на мотивација, меѓутоа сето тоа го издржав и еве сега сум тука.
ти имаш кажано, но и статистички гледано, некако воздухопловството е една од најбезбедните професии, најбезбедните превозни средства е авионот, да кажем. Вистина ли е тоа? Па да, авиацијата и авионскиот сообраќај е еден од најбезбедните, процентуално има најмалку број на несреќи за разлика од патниот сообраќај. Не знам, во последно време се повеќе и повеќе читаме некоја несреќа на пат дека имала, фала Богу, да нема со авионскиот сообраќај. Кој е патот за да се стане пилот? И дали пример, еве јас на мои 32 години сега можам да станам пилот? Можеш да. Патот е зависи дали сакаш да одиш модуларно, каде што ти сакаш да избереш во било која различна школа, да ги завршиш сите одредени курсеви, или да се запишеш во една школа, па во таа школа да ги завршиш сите курсеви од А до Ш, што би рекле. Јас одбрав модуларен пат. Тоа е започнав тука во Аероклуб Скопје, завршив PPL обука, тоа е приватна пилотска дозвола, Private Pilot License. Потоа следен чекор беше тој огромен теоретски дел кој што се нарекува ATPL за авиони, тоа го завршив во Бугарија. И следен чекор беше останатите обуки, инструментално летање, летање на двомоторен авион, поголем авион од овие, ноќно летање и CPL дозвола, која што е таа дозвола што ни треба за да може да работиме и да конкурираме како професионални пилоти во патничка авиација. Тоа го завршив во Хрватска. Јас така си одлучив, не одлучив да го правам сето тоа во една школа од 0 до ATPL, меѓутоа одлучив да го правам модуларно, бидејќи меѓу време треба да леташ одреден број на часови за да набилдаш сати, како ние викаме. И тоа го правев тука во Македонија, на доста проекти и така, летав и со пријатели, сама летав, фрлав подобранци, завршив обука за тоа, не ги фрлав само така. Да. И така, има доста интересни проекти кои што можат да се работат во текот на тоа билдање на сати. Така да, не знам, интересно е, доста е турбулентно, меѓутоа на крајот вреди. Треба ли да имаш одреден број на сати пред да седнеш да возиш патници? Во голем патнички, сакам да кажам, овие цивилни авиони, како да се? Да, па треба, да. Секоја компанија си има некои своји карактеристики кои што ги бара во кандидатите кои што се пријавуваат за работа. Еве, не знам, да земеме 200 сати, да имаме минимално, за да можеме да аплицираме во некаква компанија како пилот ин команд. Сега тука има различни пилот ин команд, има сати кои што се летаат со инструктор, тоа се некои административни работи кои што не се баш интересни. Да, јас се надевам дека за брзо ќе седнам во авион и ќе се вклучат тие и ќе слушнам да ме господа зборуваше пилот Стефанија денеска. Да, само те молам нема да видиш како сите, знаеш, кога зборуваат пилотите како микрофонот да ме вака на устото, да. Знаеш, малку само да е поразбирливо затоа што и ние патниците сакаме да чуеме што кажува пилотот. Да. Но искрено ти го посакувам тоа и да ме однесеш од бар најмалку од Европа према Австралија. Па за понатаму ќе видиме. Кажи ми, бара ли ова жртва, бара ли откажување од друштва, од пријатели, од љубов, од така натаму? Па, тоа е многу тешко прашање, али одреден дел бара, бидејќи е доста захтевна професија, доста е умствена и психичка професија, него физичка професија. И бара, не е само ајде ќе дојдеме, ќе летаме, само ќе влезеш во авион и одиме, него сета таа припрема пред тој лет да се реализира, треба време да се спреми дали рута, да се направат некои пресметки, да се погледа време, како денес што ни е совршено. Така да има жртви, јас сум направила жртви и на приватен план и на социјален план. Меѓутоа, сето може да се компензира со добар план. Дали за денот, дали за периодот, сега
мислам дека и во било која професија мораш да правиш некакви компромиси, така да, Дефинитивно. да. Но кај тебе е поспецифично, не можеш да Да, седнеш со малку. другарите да испиеш 2 пива и да кажеш Кристина, се летна Да. малку, стигнам дома, не, стигаш и викаш, Не не, ќе може. си одам пешки дом. По самиот разговор и по осеќањето на чувствувањето на енергијата, пардон, можам да кажам дека ти си девојка која што е доста темпераментна, која што живее од адреналин, да кажем. Се храни ли адреналинот, се храни ли таа потреба, тој апетит се потполнува ли кога леташ? Па да, мене искрено летањето ми е тој позитивен адреналин што ме смирува, едноставно ми дава енергија, меѓутоа кога сум горе се осеќам како да сум слободна. Немаш, не знам, некој да ти свири позади со кола или на црвено, жолто светло, било како. Много нема тој стрес дефинитивно. Да, да, немаш полицајци, чекај, ајде ти, ајде. Баш е некако смирувачко чувство и доста полни со адреналин, не знам, секој момент, секое планирање на летот, каде ќе леташ, не знам дали ќе влезеш во облаци, нема да влезеш, каде ќе се леташ. Сето тоа е таа позитивна возбуда. А се случило ли некој шете кога од секогаш ме интересирало тоа? Влегуваш во облаци, сега ти не знаеш кај леташ. Мислам, ти не знаеш визуелно кај леташ, али валјда имаш некоја рута, некој те води, нешто. Да, има. Тоа се тие патот до професионален пилот има дел кој што го учиме како да летаме само по инструменти. Баш за тоа кога ние сме во облак. И дословно мора да се верува на инструментите внатре што ни се во авионот и на рутата која што нас ни е испланирана, на сите средства што ги имаме, каде ќе не доведат, бидејќи доле на земја има одредени антени, средства кои што пуштаат различни сигнали и антените што се на авионот, тие сигнали ги примаат и така ние се водиме каде да одиме. Аха. Исто како што имаме тука патокази на сообраќајни знаци и патокази, така имаме ние како воздушни, визуелни, имагинарни, не можам да кажам погрешен збор е. Меѓутоа тие сигнали кои што ги прима авионот за да знаеме ние точно каде да одиме во случај да сме во облак. Тоа е тоа инструментално летање, инструментална обука која што секој професионален пилот мора да има завршено. Кога се лета со вака мал авион, немаш со контролната кула. Има константно. Има? Од секое влегување во авион до излегување од авион, ние сме константно во комуникација со контролна кула, со дали тука на Стенковец кој да е на радиостаница, тоа е must do. Браво. А кажи ми, имаш ли други работи поврзани со воздухопловство, подобранство, параглайдерство, нешто? Сакаш ли тоа да го правиш? Па скокав со подобран пред неколку години. Завршив обука по подобранство и направив 5 скока до сега. Да. Вау. И ми беше доста занимливо. Дури имав и една резерва отворена. Тоа не ми беше баш многу интересно. Мораше да ја отвориш или си отвори по... Морав да ја отворам, за жал. Вау. Да. Адреналинот како тогаш? Адреналинот тогаш беше до максимум. Леле. Но се заврши супер, затоа што седиме тука. Еве тука сум. Правиме муабет. Да, кажи ми, знам дека нели зборнавме дека сакаш да бидеш еден ден пилот на цивилен авион, на патнички авион, а имаш ли амбиции за воен авион од тие сухои, нешто или како се викаат? Па не, за сега немам амбиции, повеќе би сакала патнички авиони да возам и вака во General Aviation, некои проекти што има или со пријатели, тоа. Не ми е некоја пасија. Убаво ми изгледа да кога, не знам. Не мора, јас не зборувам за војни, извини што те прекинувам, него да леташ таков, тие се премногу брзи, многу се за маневрирање и така натаму. Би сакала ако имам шанса во животот барем да се летам, да се возам со некој искусен пилот, би. Али сама вака сега поново повторно да одам на некоја обука, не. Здравје за тоа, тоа ќе правиме. Ти ми спомна на почетокот неофицијално дека имаш едно изненадување за мене нешто со авионот. Да. Така? Да. Негде сакаш да ме носиш на пијачка или што е малце ми е страшно за тоа те прашувам. Сакам да, ама не можам вака да те носам, мора да се облечиш. Добро, дај ми 5 минутки тогаш, може? Може. Ајде да видам. Ајде. Ти благодарам.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. But do that, do that, do that, but buonasera, buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, let me tell you that I love you. Hey, buonasera, signorina, kiss me good. Stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. И како што најавивме Стеф, еве сме тука во едно поинакво издание, да не е аеродромско и да не е конечно авион. Слетавме, добро е, и баш ми е мило. Колку и да викаат дека најбезбедно е горе на небото, јас некако мислам дека најбезбедно е во кафана. Се шалам, да. Кажи ми, прво, дали се облеков соодветно за во авионот? Дали го одбрав оделото? Да. Дали бев добар копилот? Одлично. Да? И дали бев добар соговорник во авионот? Још боље. Да, фала ти многу. Значи јас го поминав тестот, па за вас не знам. Колку мислиш дека мажите се плашат од успешни жени? Тука зборувам во Македонија. Па, мислам дека малце има intimidating кога ќе видат некоја поуспешна, силна жена која што не и треба никој, нели, за во незиниот живот, меѓутоа потребна е таа конекција, машко-женска конекција, не знам, маж, жена, дечко, девојка, било како. Може секој човек сам да опстои, меѓутоа треба да имаш некаква врска со, дали е тоа пријателска врска, дали е интимна врска, али мислам дека се малце исплашен е погрешен збор да го искористам, но не знам дали е тоа поради стереотипите што ги имаме кај нас се уште, дека нели женските во машки професии. Не знам, мислам дека се е малце исплашени. Сега зависи за кој тип на мажи станува збор. Не, генерално правиме али генерално дури сме на темата. Што би им препорачала на македонските мажи џентлмени во однос кон своите жени? Некаков совет еве од млада дама како тебе. Повеќе да ги слушаат. Во смисла, жените сакаат тие скриени пораки ги кажуваат со зборови.
Меѓутоа, не сите мажи тоа го гледаат и го сваќаат како такво. Малце гледаат по глобално на нештата, меѓутоа во секоја реченица има некаква цел таа реченица. Значи, она read between lines. Да. Малку по-добро да ги слушаат жените. Значи отворете И да ги почитуваат. Отворете ги сетилата, буквално, Да. не само очите и ушите. Отворете ги чакрите, што би се рекло. Одлично. А кажи ми, што за една млада дама, жена пилот, представува поимот джентлмен? Джентлмен. Па, најпрво, джентлмен би го карактеризирала со господин, човек што има добри манири, човек што знае да ја почитува девојката или жена, човек што знае да води разговор, да ја слуша другата половина. Тоа е джентлмен. Мислам, порано джентлмен биле луѓе кои што, не знам, имале некое богатство или имале свои коњи, кочи, не знам, Да. такви луѓе уште од времето. Меѓутоа сега, нели, друг свет сме, друг век сме. Мислам дека джентлмен е најпред се човек што има добри манири, што знае да ја почитува другата половина и да ја слуша нормално. И начекуваш ли ти джентлмени во Македонија? Не идуваш ли на джентлмени? Не идувам, да, не секогаш, меѓутоа не идувам. Не е секој човек, секој има различно гледање за джентлмен, што Да, представува за дефинитивно. него. Меѓутоа, да, не идувам. А она кога ќе сретнеме пилот, знаеш, сите се тие секогаш убаво скоцкани дотерани со капче, со шешир. Важи ли правилото дека секој пилот треба да е джентлмен? Или не? Па би требало да важи, меѓутоа една е таа слика, друга е друга слика. Али да, важи дека секој пилот треба да е джентлмен и да го почитува, нели, бонтонот, како што налага. Мислам, знаеме сите каков е бонтонот. Али сепак зависи каде работиш и компаниски правила, правила на работното место, различни. Сето тоа мора да се почитува. Кога ќе видиме поголемата слика, само правила мора да се почитува. Да, така на крајот на краиштата. Но види, сепак нели викаме дека джентлменот е човек кој што пред се треба да се сака многу себе си за да се грижи за другите, за да се грижи за себе. Малку е тоа целото така покомплексно, а пилотот е човек на кој што не знам сега 300 луѓе да кажем му посветуваат своите животи затоа Да. што треба да ги транспортира од точка А нели до точка Б. Но за тоа ете некојаш во друга прилика. Малку ми е сега прашањето, знам дека што ќе ми одговориш, затоа што очигледно сакаш да патуваш штом си пилот. Да. Но која ти била, еве да кажеме, најдолгата извозена, прво ќе ми кажеш, точка А, точка Б, нели, излетана траекторија, и потоа како патник, која ти била најдолгата? Па, моја ете како најдолга точка била кога сум одела во Албанија, сега за сега. Се уште како професионален пилот не сум почнала да работам, така да кога ќе почнам да работам ќе имам други. Меѓутоа сега за сега ми била до Албанија. А како патник, па сум била на повеќе места. Не знам, еве, Најдолг лет, да кажем. најдолг лет до Америка сум бил. И како е тоа кога, еве, професионална деформација можам да кажам, ти си сега како патник и слушаш пилотот, гледаш како полетува, како слетува, прави ли грешки, не прави ли грешки. Го имаш ли тоа ти? Секогаш ме интересирало да гледам како они всушност таа тимска работа во кокпитот што ја имаат, како пилот и копилот. Меѓутоа, нели, како патник не можам тоа да си го дозволам и не можам да кажам, јас сум пилот. Да. Дали гледаш, дали пратиш, Да, дали тоа? има едно прозорче, нели, на седиштето позади, каде Да. што можеш да пратиш, не знам, на која висина си или уште колку имаме до дестинација. И со некои апликации кои што си ги имам во телефонот, па некои работи ги гледам. Али ме интересира, не знам, например, кога ќе отвори некои флапсови или кога одиме во десент, па да слетаме на дестинацијата која што ни е. И сето тоа начинот на размислување кој они го имаат ме интересира, чисто си се проверувам дали јас, нели, сум во право како што сум размислувала. На тоа мислев, а си викаш, како јас би слетала сега. Види се, овој ме удри. Какво мислење имаш за плоузите кога ќе слета авион? Треба ли тоа или не треба тоа?
Искрено немам некој одговор за тоа. Еве јас кога би го летала авионот, сигурно е убаво кога некој ќе ти даде аплауз и сето Јас тоа. со тоа живеам, знам. Да. Да, дефинитивно. Меѓутоа не знам, како патник тоа не ми изгледа нешто што би требало да се направи на секој лет. Ако не знам нешто, не дај Боже, имал некоја појака турбуленција или нешто, па ете safely Да. on ground. Мислам дека е добро да се даде аплауз, бидејќи стварно не е професија која што е професија тука како што сме сега, него е професија на преку 10.000 метри горе. Така да не знам, немам баш точен одговор. Баш затоа што е професија некаде горе, тоа е нешто што не дај Боже никогаш не би сакала да се случи, додека управуваш авион. Било сама, било со патници. Emergency процедура, да имам, например, пожар или lightning да ме удри, али мислам дека пожар или декомпресија не би сакала да ми се случи, бидејќи се, не знам, процедури каде што може да се створи многу поголема паника за патниците, бидејќи да се има, например, да откаже некој мотор, можеш да се снајдеш. Меѓутоа, кога има чат во кабина, многу брзо може да се створи паника кај патниците Да. и кога ќе се створи паника, доволно е некој да каже дека има пожар и знаеме што се случува. Луѓето се нели сакаат да си го спасат животот, а не ги слушаат надредените кои што треба да ги слушаат за така да мислам дека пожар не би сакала да ми се случи. Уште едно прашање околу горе на небото, па ќе се вратиме долу на земјата, затоа што морам да напоменам ова е една од ретките емисии каде што ако не е единствена, каде што цела емисија посветуваме на една дама. И навистина е интересно, а верувам дека и патниците ги интересираат ваквите работи, затоа што јас знам една дузина на луѓе кои што се плашат од летање и така натаму, иако е најбезбедно, нели? Кажи ми, имаат ли авионите громобрани, најнародски кажано, тоа е тоа што го заштитува авионот да лета низ бура? Види, не може баш да лета низ бура, зависи каков тип на бура е, бидејќи сите облаци се различни. Ниеден од авионите нема да лета во бура, затоа што може да дословно да се распадне целиот авион. Меѓутоа, има заштита од громобрани, а и да те удри тоа не е не може да биде како на земја, например, кога ќе удри, затоа што никој авион нема да лета баш во бурата, него тоа е тој процес, таа тимска одлука што се прави во кокпитот за пилот и копилот, што не знам, ако имаме бура на рутата која што треба да ја летаме, се дискутира, не знам, да се пројде бурата од, не знам, лева, десна страна или да се спушти или било како. Меѓутоа, тоа е се тимска работа што треба да се одлучи, зависно, многу фактори зависат тука. Да, не е вака како едноставно како што јас тоа го поставив. Да, многу има физика, аеродинамика и сите тие инструменти што се во авионот, али најбитно е нели одлуката на пилотите. Да, по секој случај. Да. На крајот на криштата тоа е човекот што го води екипажот, нели, сите патници. Што прави Стефи кога не е во авион, кога е на копно? Како го исполнуваш приватното време? Со што уживаш, со што се надоградуваш? Сакам да вежбам йога, чат пат одам во теретана. Сакам да цртам, некој пат цртам во слободно време. Да излезам со пријателите, да се видам со моите родители, сестра ми и мачорот. Сакам да го шетам надвор. Стварно? Да. И тоа, сакам да си го исполнам со убави луѓе, позитивна енергија. Нормално, кога имам останатото време, морам да се припремам константно да сум во тек со науката за авиација. Така го исполнувам слободното време. А кажи ми, како се опушташ, еве, имаш долг лет, стресен лет и така натаму, како се опушташ? Знаеш ли да се напиеш чашка вино, чашка виски, може би? Или цело време си на кафе вака, како што ни се прекажуваш пред Доколку камерите? не сум на работа следниот ден, би сакала дали чашка виски, дали пиво, би сакала да се опуштам така. Доколку не сум на работа или немам некои обврски во кои што треба нели да сум јас пилотот и да летам, бидејќи тоа е недозволиво.
Тоа е една дама, жена пилот како вас, драга Стефи, како тебе се шалам, нели затоа што преминавме на ти уште на самиот старт, би сакала да чита освен стручна литература, значи знам дека имаш прочитано тон книги, и скрипти и така натаму околу аеронавтика и сите тие работи. Имаш некоја омилена книга на која што и се навраќаш или сакаш да читаш книги поврзани со авиони или со летање или Па не, или сакаш скроз нешто контра? Да, сакам контра кога би сакала да влезам во некоја друга фантазија. Сакам да читам друг тип на книги, романи. Една од омилените книги ми е Марина и од Карлос Руис Зафон. Така да тоа сакам. Некако нели да избегаш малци од реалноста која што ти е и да влезеш во друг тип на реалност која што ти ја дава книгата. И само книгата мислам дека може да ти ја даде таа реалност. Дефинитивно книгата е таа што ни ја работи имагинацијата, Да. што цело време не носи во други светови. И 50 пати да прочиташ една книга, 50 пати ќе откриеш нов свет. Предпоставам дека е така и во кокпитот кога леташ. Јас малку видов сега, но ете се надам дека еден ден ќе добијам обука за да можам и сам да летнам. Зашто да не? Инаку ќе откријам мала тајна, го паркирав авионот, ми покаже Стефи како. Да. Стефи, ти благодарам што одвои време и на земјата, што одвои време и на небото да се подружиш со нас, да ни ја збогатиш оваа емисија за джентлмени и сите тие добри навики. Се надевам дека од ова луѓето ќе ги намалат своите стравови. Некои ќе добијат уште повеќе желба да летнат. Само со ова сакам да те прашам пред крај. Дали си и инструктор за летање? Не, се уште не. Се уште не. А може пример јас како да сакам да дојдем да ме повозиш? Да? Тоа немам никаков проблем, Да. као што денес се случи. Да. Можем од Скопје до Битола до Прилеп до Да. Охрид. Никаков проблем. Ете, тоа е добра информација да се знае, можете да чуете сите. Ти благодарам уште еднаш и јас навистина морам да те напуштам затоа што ме чека еден приватен лет надвор од држава. Супер. Се гледаме. Се гледаме. Watching in slow motion as you turn to me and say, take my breath away. Никој во животот не може да ти го одземе она што сакаш цврсто да го направиш. Тоа е слобода. Останете со мене и со македонската телевизија и научете повеќе работи за слободата. Гледајте Джентлмен магазин. So, ladies and gentlemen, we have landed. Thank you, my captain.